Многу е битно во денешнина и во Република Македонија да се има во предвид државниот интерес и интерес на граѓаните на Република Македонија. Нечем да навлегувам овде каква беше риториката на председателот на ВМРО ДПМНЕ во оваа насока, пошто мислам дека сите граѓани на Република Македонија сфатија пораката не само на Груевски, туку и на Ахмети, и на Села, и на останалите политички партии кои што се застапени со нивните пратеници во Собранието на Република Македонија. Целта единствена е ова, значи да се најде заеднички излез од оваа политичка криза која што има Република Македонија. Сега, дали да се навлегуваме во минатото кој што рекол и кој што кажал, мислам дека тоа само ќе биде штетно за Република Македонија. Единствената цел и на сите политички субјекти во Република Македонија е тука да имат заеднички став и да имат разбирање за потребите и барањата на сите оние кои што се застапени во Собранието на Република Македонија. Туи уште после завршување на изборите веќе имаше 15 точки од условите, условно да кажам така, за влез во владата, за кои што треба да бидат, значи, реализирани тие точки, како резултат на таа, значи, поидновна точка биле, значи, барањата од страна на Демократската унија за интеграција, но не запоставајќи ги и другите политички партии кои што имале барање, значи, и во нивните платформи, односно и во нивните програмски цели. И како резултат на сето тоа, значи, произледе иницијативата за да имаме унифицирање на сите политички албански партии, значи нивна заедничка платформа за да излезе во пресрет на формирање на владата на Република Македонија. Имало потреба можеби за координација на политичките партии во Македонија за да има унификација, значи, на платформата политичка која што сега излезе, значи овие албански политички партии за формирање на владата на Република Македонија. И сега тоа беше единствената цел, значи, да бидат здружени, значи, во насока на да имат една заедничка платформа за формирање на владата на Република Македонија.